Добра вечер, Куманово! Добра вечер, Македониjo! Добра вечер за ВМРО, ДПМН и коалицијата за подобра Македонија! Добра вечер за пранениците, за премиерот, за министрите! Добра вечер за сите присутни! Драги кумановчани, дозволете ми да ви искажам огромна благодарност што пред 5 години ми дадовте многу повеќе гласови мене отколку на кандидатот на опозицијата. Тогаш ја направивте разликата, се надевам дека тоа ќе го сторите и овој пат. Затоа однапред ви благодарам за укажаната доверба. Пред 5 години дојдов со програма, неодамна дојдов со отчет за таа програма. Дека се што беше во програмата се е исполнето и многу повеќе од тоа. Сега доаѓам со нова програма. Да ја добијам повторно вашата доверба. Но дојдов да видите дека сум останал истиот што бев пред 5 години, кога ви кажав дека имам 3 животни принципи. Да бидам чесен, да бидам искрен, да бидам вреден. Тоа сум истиот и после 5 години на функцијата председател на Република Македонија. Како председател, секогаш сум со граѓаните на Република Македонија. А како врховен командант, секој пат сум со војниците. И затоа на 1 јануари 2010 прво ги посети војниците во касарната Боро Менко во Куманово. Но ги посетив и војниците, вашите сограѓани што се во Кабул, во Авганистан. Горд сум на такви војници. Горд сум на македонската армија. Нема подобри и похрабри, подоблесни војници од македонските мировници. Затоа и добиваат признанија и ордени од нашите сојузници. Македонија ќе продолжи со ангажманот во мировните мисии, бидејќи наша стратешка цел е членство во НАТО. Остануваме посветени на патот кон Европската Унија. Сите знаеме дека сме блокирани од нашиот јужен сосед, кој има проблеми со нашиот идентитет. Веќе 23 години бара од нас да престанеме да бидеме она што сме, да го погазиме заветот што ни го оставиле нашите предци. Куманово од секогаш давало храбри луѓе со достоинство, кои не трпат неправда. Од секогаш Куманово давало големи херои за Македонија. Вашите предци биле во првите редови за ослободување на Македонија. Затоа знам дека зборувам и во ваше име, кога ќе речам дека нема да прифатам промена на Уставот со цел промена на уставното име. Нема да прифатам идеи или предлози што би го загрозиле македонскиот национален идентитет, посебноста на македонската нација, македонскиот јазик и македонскиот модел на соживот. Што и да прави нашиот јужен сосед, не може да не спречи да ја градиме Европа во Македонија, да ја градиме во спроведување со европски реформи, европски стандарди, европски критериуми. Имаме успеси и затоа одиме напред. Потврда за тоа ни се 5 извештаи, позитивни извештаи од Европската комисија и 5 препораки за почеток на преговорите за членство во Европската Унија. Ја градиме Македонија. Тоа го правиме за доброто на граѓаните, за доброто на нашите деца. Го правиме за да ги подобриме условите за младите да живеат, да работат и да создаваат тука во Македонија. Драги кумановци, Македонија денес е зрела демократија. Граѓаните поддржуваат различни партии, различни политички опции. Така и на централно и на локално ниво. Но кога станува збор за Македонија, нема ни партии, ни политички опции. Да ги подсетиме оние што забораваат. Работиме
за сите граѓани, за секој град, за секое село во Република Македонија. Кога станува збор за Македонија, сите сме си наши, независно од етничката или религиозната припадност. Работиме и ја градиме Македонија како дом за сите нејзини граѓани, независно дали сме македонци, албанци, срби, турци, власи, роми, бошњаци, сите сме Македонија. Куманово е дел од меѓуетничкиот и меѓурелигискиот соживот во Македонија. Како председател го бранев и ќе го бранам државното единство на Република Македонија. Председател сум на сите граѓани, независно од етничката, верската или која било друга припадност. Тоа го правев и ќе продолжам да го правам ако ја добијам повторно вашата доверба. Затоа наоѓа време да одам и кај православните христијани, и кај католиците, и кај протестантите. Одев и во џами, одев и на ифтари, одев и на Ханука как евреите. Тоа беше моето мото, еден за сите. Бев присутен кај сите, затоа што има многу религии, но има една вера, вера во Бога. Работиме посветено и сложно, бидејќи само слогата куќа гради, а нашата куќа, нашиот дом се вика Македонија. Сите сме должни да ја чуваме и да ја градиме, бидејќи каква Македонија градиме, таква ќе ја имаме. Драги сограѓани, целиот мандат работев напорно. Се водам од принципот на отвореност и соработка во надворешната политика. Градиме добри односи со соседите и ја поттикнуваме преку граничната соработка. Тоа не го работам сам. Имаме исти цели со премиерот, со министрите, со градоначалниците. Ја развиваме Македонија, ги браниме државните интереси. Со напорни реформи дома и отвореност кон надвор, успеавме да создадеме поволна бизнис клима и да привлечеме странски инвеститори. Градиме патни и енергетски коридори. Го доградуваме коридорот 10, ја внесуваме Македонија во плановите за гасоводот Јужен тек. Наскоро ќе имаме вистински европски автопат од Куманово до Гевгелија, од северната до јужната граница на Македонија. Се гради и пругата Куманово-Белјаковце. Потоа ќе продолжи се до границата со Република Бугарија. Се гради низ цела Македонија. Стратешките цели се постигнуваат и со стратешка инфраструктура за Република Македонија. Вака се постигнуваат европски стандарди. Работиме домакински, и јас и тимот кој ме поддржува. Не заборавивме на нашите граѓани. Секаде се работи, секаде се гради. Се реновираат училишта, болници, спортски терени, фудбалски игралишта. Автопати се градат низ Македонија, фабрики се градат низ Македонија. Речиси секаде се отвараат технолошко-индустријски развојни зони, привлечни за инвеститорите. До крајот на ова година се очекуваат 14.000 вработени во тие индустријски зони. Затоа се помага на секого, и на земјоделците, и на професионалните војници, и на пензионерите, и на стечајците, и на учениците, и на студентите. Може да се помага затоа што економијата ни расте. А кога економијата расте, се расте во државата. Растат и субвенциите за земјоделците, расте производството, расте извозот, растат пензиите, расте и социјалната помош, растат и стипендиите за студентите. Секаде се гледа напредок. Така се сака Македонија, така се работи тимски за Македонија.
И она што најмногу не загрижуваше, она што најмногу одземаше време на оваа млада гарнитура што дојде во Македонија на чело со Груевски, што беше оставено во наследство, огромната невработеност. Само таа се намалува во државата. Се справуваме и со неа и ја намалуваме. Од 2006 година, кога дојде овој тим, предводен од Груевски, до денес се отворени 120.000 работни места. Тоа е новиот лик на Македонија. Затоа и ги поддржувам. Им давам поддршка за да создадат уште многу нови работни места во Македонија. За економијата уште повеќе да ни расте. За сите проекти кои носат напредок, кои носат подобар живот за нашите сограѓани, секој пат ја имаат мојата поддршка. Кога посетувам други земји, со мене постојано во мојата делегација има некој од министрите или има некој од нашите бизнесмени. Отвараме врати за нови пазари, за нови пријателства, за нови инвеститори во Македонија. Заедно ја промовираме Македонија како земја која успева. Зато и најрелевантните светски извештаи потврдуваат дека Македонија напредува. И тоа во услови на голема светска економска криза. А успева бидејќи работиме напорно, бидејќи сме единствени. Македонија успева затоа што знаеме што сакаме. Сакаме успешна и просперитетна Македонија. Драги пријатели, работев посветено и вредно за Македонија. И граѓаните тоа го препознаваат. Затоа имам чист образ повторно да дојдам пред вас и повторно да ја барам довербата од вас, за да продолжиме да ја градиме Македонија. Ве повикувам сите вас, сите граѓани, заедно, побргу да ги оствариме целите што ни се заеднички за сите нас што живееме во Македонија, што го обединуваат целото македонско општество. Европа во Македонија и Македонија во Европа. Држава и економија кои создаваат нови работни места. Македонија како дом во кој се гради благосостојба за сите. А се во ова го правиме затоа што Македонија ни е изборот. Се во ова го правиме затоа што Македонија ни е пред се. Се во ова го правиме затоа што државата и граѓаните на Македонија ни се пред се. Да живее Куманово! Да живее Република Македонија!